Министерката професорката по уставно право Рената Десковска се прашувам за какво уставно право ќе им зборува на студентите кои ќе се врати на факултет. За кој устав ќе зборува првата која што го прекрши Уставот на Република Македонија? Професор по уставно право, водач во кршењето на Уставот, прекршувањето на законите, водач во предлагањето на неуставни закони. Професорката по уставно право, сега министерка за правда, никако не работи во интерес на законите и Уставот, ами работи единствено во интерес на Зоран Заев. Имено пред неколку дена Десковска испрати закон во собранието кој не е поминат на влада, за да после се гајќи единствено да го одбрани само својот председател и криминалите на својата врхушка, при тоа решавајќи да се уништи својата професионална кариера, излезе со изјава дека се направени технички грешки. Па правеле координации за наведно поправање на техничките грешки и истата таа си дозволи да ја лаже целата јавност. Текстот на законот кој денес Десковска не собра храброст да го образложи, кажува оти не се работи за технички грешки, ами има суштински промени во текстот на сите членови. Но и почитувана јавност, овој хибриден режим, знаејќи дека тоне во живата крал, ги прави сите маневри сакајќи да излезе од неа. А при тоа, знаејќи дека им нема спас, дека им иде казната од народот за целата штета што ја направија на Република Македонија. Затоа, почитувана јавност, од овие луѓе во немоќ кои прават се за да ги одложат изборите, и јас искрено очекувам да побараат расправа и по другиот предлог текст на законот за јавно обвинителство, кој што исто така е во собраниска процедура, кој што никој не го споменува, за кој што исто така заврши расправата на комисијата. Значи, до овој момент во собраниска процедура имаме два закони за јавно обвинителство во Република Македонија. Овој, а и тој доставен пред неколку месеци. Почитувани, со овој закон се сака да се продолжи со амнестијата на криминалот, каде прислушувани разговори нема да важат за Заев и неговите соработници. Каде прислушувани разговори кои што се изнесуваат во рекет, а најверојатно ќе излезат и некои други, Заев со овој закон ги трга настрана за да утре не бидат докази. Овој текст на закон е само потврда оти прислушуваните разговори ќе докажат криминали во врхушката на СДСМ. Затоа сега накратко сакам да се обратам до колегите, но никако до тиот Социјалдемократскиот сојуз, до тиот Шарената револуција, ами до останатите кои што имаат намера да дадат поддршка на овој закон. Колеги, со поддршката на овој закон, вие на тој што е во кома сте се согласиле да му дадете кислород. Беше споменато од колегите во предлозите кои ги дале вградиле мислење на експерти. Буквално, ниту една забелешка на ниту еден експерт не е внесена во овој текст кој што денес се разгледува на собраниска седница. Затоа ве повикувам во реплика слободно да се каже која забелешка на кој експерт во кој член е внесена. Не, драги колеги, нема ниту едно мислење на експерт, ама затоа со ова законско решение ќе помогнете да се уништат стотици и стотици семејства на членови на ВМРО-ДПМНЕ, ќе помогнете деца да останат сираци, да останат деца без своите родители, но исто така со овој закон ќе оставите и многу родители без своите деца. А она за што најмногу вложувате напор во овој момент да му помогнете на човекот кој уништува Република Македонија, тоа да го уништи ВМРО-ДПМНЕ, тоа да знаете дека не е можно. Мене и други ќе не нема. Може денес, може утре, не знаеме. Меѓутоа ќе дојдат нови генерации. Ќе дојдат децата на овие што погоре ги споменав и ВМРО-ДПМНЕ ќе обстојува. Затоа што ВМРО-ДПМНЕ е идеологија која што поттикнува, меѓутоа и идеологија која што опоменува. Не сакајте да се амнестирам од вината која што ја носам како пратеник, кој што го гласал законот за специјално јавно обвинителство,
кој што во моментот на гласањето, како и останатите колеги пратеници, верувавме дека во Македонија конечно ќе профункционира правдата, но што видовме од тоа? Видовме едно обвинителство кое што целосно функционираше само со вршење на политички прогон на една политичка партија и вршење на рекет па низ цела Македонија. И сега истото сакате да го пресликате и да си го законите, тоест да се амнестирате од рекетот со закон за јавно обвинителство, при тоа воопшто не мислејќи на остинатите јавни обвинители во јавно обвинителство на кои што успеавте, без разлика на нивната честност, професионалност, да им фрлите една темна дамка. Случајот рекет всушност е сликата за тоа како функционира правосудниот систем и како функционира во нашата држава извршната власт. Во 21. век да се гледа како функционира правосудниот систем во Македонија е комплетно разочарување за целиот народ. Како сакате од случајот рекет да ги амнестирате другите јавни обвинители, кои што им ги продолжувате надлежностите на вистина начинот кој што сте го одбрале е срамен. Па цела јавност се сведок дека кога излезе аферата за Катиза Јанева и Зоран Заев, излезе пред медиумите и пред цела јавност и кажа дека верува во неа и дека таа треба да го води обвинителството за организиран криминал. Истовремено излегуваа на телевизија и останати јавни обвинители од ова обвинителство, велејќи дека без Катица Јанева обвинителството систем не сме и не може да постои. Зошто истите тие, знаејќи за рекетот, уцените кои се вршени во нивните простории, не кажаа јавно што се случува? Не може останатите таму да се амнестираат од оваа афера, која што ја тресе Република Македонија. Се ово беше донесен со консензус. Јасно е зошто сега насилно го туркате овој закон со образложение дека е услов за отпочнување на преговори. Се поставува прашањето зошто и кого лажете. Ова тврдење, всушност, почитувани колеги, денес го поби и советникот на Заев за европски прашања Маричич, кој во изјава за Радио Слободна Европа вели и од овој закон не зависи одлуката за отпочнување на преговори со Европска Унија. Ами, донесувањето би било една добра врест. Министерката Рената ја снема од салава, меѓутоа имам прашање до незе. Зошто таа лично беше исклучиво против ова законско решение, односно законот за јавно обвинителство, уште на првата средба кога ја имавме, кога ги отпочнавме преговорите, а ние како ВМРО ДПМН го побаравме од незе, текстот на законот да биде испратен до Венецијанска комисија. И јавноста треба да го има нејзиниот одговор. Сите знаеме дека овој закон не е услов за отпочнување на преговори. Дајте, престанете со насилието. На колеги пратеници животот овие денови им го претворивте во пекол. Ова што го правите, навистина е одлика само на еден хибриден режим, кој што и европјаните успеале да го видат во Република Македонија. Престанете со силување на уставот во собранието. Престанете со силување на собранието. Дајте да изработат експертите закон, затоа како што сте тргнале и ова малку што остана од Република Македонија ќе го снема. Конечно, во Македонија, а и секој друго законско решение, почитувани колеги, мора сите политичари да сватиме. Мора да е заеднички производ на експертите во државата и на политичарите. Македонија не смее да биде заложник на еден човек, во случајот на Зоран Заев и фамилијата, кои што единствената сламка за спас ја гледаат во ова законско решение. И како што кажа еден колега претходно, има едни пратеници овде кои што се спремни од едната страна да ја држат таа сламка, меѓутоа, верувајте, со сламката заедно ќе ве повлече сите надолу. Благодарам.